вечер. Започнуваме со последната емисија отворено за втората сезона, дебатна емисија граѓанско-политичко соочување, какво што промовиравме и потекнувавме во изминатите 24 емисии и се во име на јавниот интерес и во име на граѓаните. Вечерва во 25-та, последна за оваа сезона, емисија на Отворено, ќе зборуваме за внатрешната политичка сцена, обидите да се оживе договорот од Пржино, но и за тоа како на Македонија ќе влијаат потенцијалните случувања на глобалната светска политичка сцена, кон сцената кон која се свртени очите на светската јавност. Тоа се два настани, одлучувањето на британците дали нивната држава ќе остане во рамките на Европската унија или не, која ќе се случи на референдумот за 3 дена, и понатаму до 18 ноември изборите во Соединетите Американски држави. Значи, дали политичките фактори во државата ги научија лекциите од минатите неуспешни преговори по договорот на Пржино и каков е ставот на македонските политичари кон случувањата на глобалната сцена. Вечерва ќе зборуваат тројца пратеници од трите главни парламентарни партии, а секако текот на емисијата ќе го одредат прашањата на граѓаните во студиото. Почнуваме веднаш. Вечерва во Отворено зборуваме со претениците Лидија Димова, Социјалдемократски сојуз на Македонија, Павле Саздов, ВМРО ДПМН и Вјолца Мехмети Нуредини Дуи. Добро вечер и благодарам на сите тројца што сте вечерва дел од Отворено. Ова е емисија на граѓаните, предност секогаш имаат нивните прашања, затоа почнуваме со прашањето на Александар Велков. Александар, повелете. Добро вечер. Јас сакам да ви поставам едно прашање, бидејќи сите сте пратеници и политичари. Дали политичарите во Македонија размислуваат за државните интереси или само за своите лични интереси? Кого би сакале прво да слушнете со одговор? Па би сакал пратениците што се од власта, бидејќи пред се за нив се однесува прашањето. Повелете се. Благодарам. Секако секогаш во сите настапи и од целокупното наше работење, пред се и над се го имаме интересот на граѓаните. Тоа може да се забележи и во нашите настапи во собранието, меѓутоа и во рамки на што представува програма на владата, во сите сфери, во здравството, во економијата, во образованието, во социјалата, привлекувањето на странски директни инвестиции, значи во сите сфери во кои што делуваме како владеачка партија. Сметам дека изминатиот период покажавме и докажавме дека пред се и над се во нашето работење го имаме интересот на граѓаните. Нивниот став, нивните мислења секогаш превладуваат во носењето на нашите одлуки, како во собранието, така и во рамки на извршната власт, така што да, дефинитивно секогаш на прво место интересот на граѓаните и она што представува нивни стратешки интерес и стратешки интерес на државата. Александар, сосема слободно чувствувате се да се вклучите со подпрашање доколку сакате, но да ги слушаме прво и другите две пратенички, па потоа. Лидија, повелете. Ја не сум од власта, меѓутоа пред Вјолца ке. Со оглед на фактот дека јас сум тазе политичар и бев долго време на позицијата каде што сте вие, верувајте, многу добро ви го разбирам прашањето. И мораме ви кажам една работа. Многу е тешко да се пробие и структурата наречена политичка партија, за да може навистина да се има малку поширок диапазон на сето она што се случува во државата. За тоа зборува моето искуство во рамките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Меѓутоа, среќна околност е што сметам дека председателот Зоран Заев навистина има многу пошироки сваќања и има демократски капацитет навистина да ги разбере работите. Целиот овој период обидите што се прават за зајакнување и воспоставување на релација со граѓанското општество, и под граѓанско општество не мислам само на невладините, туку мислам во поширока смисла на зборот, покажува дека СДСМ поминува низ процес на учење. Можам само тоа да ви го кажам. Дека ова е процес на учење и дека се надевам дека по известно време ќе излеземе посилни од оваа битка и сета ова криза што ни се случува, се надевам дека ќе направи од нашата држава подемократска држава. Господја Вилца, повелете. Добро вечер, ви благодарам за прашањето. Јас би рекла дека ние сме избраници на народот и нормално е да ги застапуваме нивните интереси. Никогаш не зборуваме за наши лични ставови или наши лични интереси. Со гордост би рекла дека како член на ДУИ цело време сме покажале дека сме одиграле една конструктивна улога
во целото време кога владее кризата на нашата држава. Во секој момент кога ситуацијата навлегуваше во ќорсокак, беше дуј таа што со нејзините потези ја повлекуваше од ќорсокак за да на некаков начин да се смири ситуацијата и да се изнајде решение. Тоа мислам дека го докажавме на 23 март, кога побаравме да се пролонгира одлуката за распуштање на собранието. Тоа го покажавме кога овозможивме да се врати повторно собранието и да дебатира, да се одложат изборите, дадовме можност на председателот да ја оттргне аболицијата. Така да мислам дека цело време на прв ред ни се интересите на граѓаните, а не нашите лични интереси. Оксана, дали сте вие задоволни да ви одговори? Благодарам, иако мислам дека партијата на власт, мислам најголемата партија на власт, во измината година дена прави све само да ги заштити своите лични интереси, мислам, и партија, и како партија, и како луѓе. Така да, мислам, само декларативно е тоа дека се мисли на државните интереси. А зошто мислите така, за да има можност господин Саздов да одговори? Па бидејќи се прави за да се заштитат само лични некои своји позиции, места, капитал. Мислам, каде е тука државниот интерес на Македонија, да се организираат демократски избори и да тргне напред државата? Видите, јас морам да сватам назад на она што претходно го кажав. Значи, не можеме да зборуваме дека гледаме лични интереси кога во континуитет ги покачуваме пензиите на граѓаните во Република Македонија. Не можеме да кажуваме дека мислиме на лични интереси кога градиме училишта низ Македонија, кога градиме патишта низ Македонија, низ кои што возат и ќе возат сите граѓани на оваа држава. Не можеме да зборуваме за штитење на лични интереси кога даваме стипендии на нашите студенти да студираат на универзитети надвор од Република Македонија. Кога намалуваме школарината на само 200 евра по семестар на државните универзитети. Ништо од она што досега сме го сработили, а сме сработили многу изминатиот период, не било за личен интерес. Секогаш било за интерес на граѓаните. И изминатава година за која што вие зборувате, пред се и над се, секогаш сме го имале интересот на државата и на граѓаните. И во делувањето во поглед на преговорите кои што се водат за конечен излез од оваа политичка криза, повторно влегуваме со она што представува интерес на државата, интерес на граѓаните. Затоа и сакавме како дел од Пржинскиот договор да имаме избори. Тоа беше барање пред си на опозицијата, не само на владачките партии кои што се дел од овие преговори. Че да имаме избори на кои што повторно граѓаните ќе имаат можност да одлучат кој е тој што треба да ја води оваа држава во овие 4 години кои што следуваат. Значи, постојано, секогаш во секое наше делување, пред се и над се го интерес на граѓаните. Зошто е тоа така? Затоа што пак на крајот ќе дојде до вас. Пак вие сте тие кои што одлучуваат во Република Македонија кој ќе биде власт, а кој ќе биде во опозиција, кој ќе води оваа држава, а кој нема да води оваа држава. И ако ние го немаме вашиот интерес во нашето делување, многу брзо вие самите ќе не смените. А поддршката која што уживаме овие години е најдобар доказ дека граѓаните и народот веруваат во она што го работиме и го ценат нашиот труд при нашето делување. Предпоставувам дека Александар мислеше околу ангажманот на партиите за решавање на кризата повеќе. Да, мислев и по однесувањето на партиите. Можете да ја видите секоја пресконференција е одбрана на некој свој личен, мислам, кадар или нешто така. Државните интереси се сосема занемарени. Дали можеме ние поставиме прашање? Поставете, да. Еве да ве прашам конкретно кој државен интерес сметате дека изминатиот период не бил доволно добро одбранет или застапен во нашето делување? Што е тоа што вас ви пречи изминатиот период, што сметате вие дека ние како владеачка партија, како дел од власта сме можеле да го направиме поинаку за да покажеме и докажеме на вас конкретно лично дека се грижиме пред се за државниот интерес? Видете, ако положбата на некој градоначалник некаде е поважна него положбата на државата, за тоа да се дискутира, тогаш не знам, мислам, не разбирам кај е интересот на Република Македонија во тоа. Бидејќи ние и по денешнава, мислам, вечерашнава тема, живееме во многу турбулентно време. Државата треба да помине низ некои работи кои бараат ангажман на политичарите за тоа, а не да се расправа за тоа како некој таму градоначалник завршил или не завршил некаква работа.
Предпоставам се однесува на господин Талевски, градоначалникот на Битола, како една од поактуелните теми. Видите, ние како партија имаме изграден одреден став околу тоа прашање. Само јас ќе потсетам дека Талевски е 3 пати избран за градоначалник на општина Битола. Во целокупното негово работење досега нема дамка на неговото работење. Од никаков аспект. И затоа сметам дека она што го правиме ние како партија, а сметам на вас, односно според вашето кажување, сметам дека не треба да го правиме, ние кажуваме нашиот став околу тоа прашање. Ние не веруваме, ниту еден од нас не верува дека Владимир Талевски го прекршил законот во било кое свое делување. Да не излезе дуело меѓу вас, Александар. Мислам, господине Сазов, мора да сватите, многу ретко ни доаѓаат пратеници од Војачката партија, па Мене ми е втор пат досега. Вас ви е втор пат, апсолутно, и ви честитам за тоа. Вие сте, мислам, единствениот пратеник од ВМРО ДПМН кој е тука. Меѓутоа, настрана тоа, затоа излегува дека можеби повеќе време се извинувам на другите гости ќе земете во емисијава. Она што сакам да го проанализираме е протестите кои што во моментов се случуваат во Скопје. Значи, наутро против домашниот одредувањето на домашен притвор на Талевски, вечерва најавен протест на шарената револуција. Дали не стравувате вие од радикализирање на ситуацијата како пратеници? Дали сметате дека атмосферата во државата е доволно заштитена за да не дојде до судир на демонстрантите од двете страни? Лидија, можете да почнете вие, па ќе одиме на... Кога имате ситуација да имате протести и контрапротести, што за жал е својство на нашето живење во последните 10 години. Но овој пат се различни, значи едните се околу градоначалникот на Битола, другите се околу ултиматумот. Мислам дека различни се само по предметот за кој што се протестира, меѓутоа протест и контрапротест не е различно. Се случувало на нас за 10 години за кое било прашање да се случува, и тоа исто така не е измишлјотина или на ВМРО ДПМН, туку потекнува како искуство уште од фашизмот, што од време на Хитлер во Белорусија се случува, во Украина се случува, во Русија се случува, така што не е некоја голема новост. Се знае кога се организираат контра протести. Дали ме загрижува ситуацијата? Се разбира, ме загрижува ситуацијата. Значи имаме ние веќе година и нешто се знае кај што граѓаните на оваа држава со своји сопствени уши слушнаја колкав дел од богатството на оваа држава е украдено. Значи, со своји уши успеа да чујат како се пласираше чоколада на место леб во државата, со своји уши чуја како се кадат гласови, така што околу легитимитетот на трите избори, што мојот колега ги спомнува тука, и тоа е поставено под знак прашање. И кога се случува ваква ситуација во нормална држава, се случува паѓање на власт веднаш. Значи, целата влада дава оставка и се оди на избори, кои што преку ноќ со неверојатна брзина ќе сакат нормални политичари да ги организираат, за да имаме легитимна влада, за да излеземе од кризата. Тоа дека тоа кај нас трае година и кусур ваквата криза е несфатливо не само за мене, несфатливо за секоја една демократска држава. Ево, постојаните изјави што ги дава и комесарот Хансе во таа насока, значи нашите пријатели од Америка ги даваат тие изјави исто така. Околу насилството, јас можам да кажам дека ние постојано во координациите што ги имаме со граѓаните кои што се дел од шарената револуција, постојано потсетуваме дека насилството не е решение и дека не сме да биде. Ние мора да излеземе посилни од оваа криза, со тоа што ќе покажеме дека можеме да ги победиме, да, условно кажано, политичките опоненти на начин кој што е цивилизацијски. Никако не е прифатливо за нас насилството. Сазов, истото прашање со една молба, ако може да се обидете од ваша страна, да ни ја протолкувате изјавата на председателот на вашата партија вчера дадена на 26 годишнината од ВМРО ДПМН, вели се губи трпението на народот. Народот врие и во еден момент може да му дојде преку глава и да влеземе во фаза која нема да е добра за земјата, најмалку за оние кои глумат некакви револуционери за дебели пари и за туги интереси, вели Груевски, и претходно вели дека контактираат илјадници граѓани барајќи поддршка за народна акција и ако вака продолжат, колку председателот на ВМРО ДПМН и неговите соработници да се толерантни, нема да може да ја држат ситуацијата под контрол. Видете, точно тоа дека голем број граѓани во постојана комуникација ни кажуваат дека ова треба да престане.
И апсолутно не се согласуваат со тоа да имаме блокади на нашите улици во градот Скопје. Протестите на... Апсолутно не се согласуваат со тоа да се фрла боја врз она што е изградено со народни пари и ќе треба да се чисти потоа со народни пари. Никој не спори и не го спори правото на протест. Апсолутно секој во оваа држава има право да протестира буквално за што сака. Контрапротести кованица на опозицијата. Не постои контрапротест, постои протест. Секој може да протестира за што сака, за или против. И ние тоа право не го спориме. Меѓутоа, да уништувате државен имот, да фрлате боја и камења врз полицијата на оваа држава, без при тоа да никој да не биде казнет за тоа, Јас се извинувам, само навистина е мислам дека изјавата е за дадена на демократско председателот општество. на ВМРО-ДПМН во контекст на работата на специјалното јавно обвинителство. Тој вели дека нивната работа е пристрасна, односно дека се водат процеси против невини политичари, поправете ме ако грешам, но во тој контекст е представено нетрпението на овие луѓе кои... Јас можам да говорам за она што се мои ставови и мислења, она што сакал да го каже председател на ВМРО-ДПМН, го кажа во вчерашниот негов говор, ако има потреба од толкување, сметам дека треба на негова адреса да ги поставите тие прашања. Јас можам да кажам она што е мој искуство, а моето искуство вели дека било кој да ме сретне на улица ме прашува кога ова ќе заврши. Кога ќе почнете да ги апсите овие што фрлат боја врз спомениците. Кога ќе престане блокадите на улиците во градот Скопје за да можат луѓето да стигнат на работа. Да можат луѓето да си ги завршат своите обврски покој што тргне да си ги завршат денте. Вие знаете дека Скопје, во Скопје живее речиси половина од значи ова барајќи граѓаните на поддршка за Република подлучна Македонија. народна акција? Тие вас ве прашуваат дали тие да излезат да го кажат? Тоа сега мене такво нешто никој не ме прашувал, меѓутоа сите прашуваат кога ова ќе заврши и добро е тоа што колешката Лидимова призна денеска дека постои координација помеѓу СДСМ и помеѓу протестира Мишлената револуција. Напротив, јас сметам дека тие ги инспирираат и тие ги поддржуваат и тие ги водат овие протести. Апсолутно не станува збор за некаква си автентична граѓанска иницијатива. Сето ова е во насока Република Македонија да се држи во една перманентна криза во која што исклучиво оди во прилог само на СРСМ и никој друг. Бидејќи оваа криза да заврши со изборите кои што беа планирани, СРСМ немаше повеќе бе релевантни. Не верувам дека постои опасност од прелевање на ставците кои што постојат кај сите оние кои што протестираат. Сметам дека полицијата, пред се министерот за внатрешни работи, директорот на Биото за јавна безбедност ги преземаат сите конкретни мерки и активности кои што се потребни за да ги одделат разните толпи на протестирачи, секој со свој концепт и своја причина, да не дојде до поголеми судири. Искрено сметам дека нема да дозволиме како владеачка партија да дојде до некакви поголеми инциденти. Повторно, ако дојде такво нешто, тоа ќе оди исклучиво во прилог на опозицијата, бидејќи ќе им даде поголема важност и поголема релевантност. Уште ќе повторам, да имавме избори, тие сега повторно ќе се беа во опозиција и повторно ќе беа исто оноку важни колку што беа изминатите 9 години. Господја Мехметино Радини, околу опасноста од излегување од контрола, особено сакам уште еден податок само да ви дадам, во анкетата во која што се анкетирани 567 испитаници за време на протести на шарена револуција за академски цели направена во Скопје и Прилеп, 17,6% изјавиле дека стравуваат од граѓанска војна. Јас до почетокот би сакала да нагласам дека ДУИ ја поддржува работата на специјалното јавно обвинителство. Значи, се што ќе превземе како став специјалното јавно обвинителство, ние го почитуваме. Второ, дали би може да ескалира ситуацијата со протестите? Тоа би требало прво да го размислат организаторите на протестите и на двете страни, било тоа да се протести за или против, а верувам дека државата има можност да се справи за да не дојде до ескалација на ситуацијата помеѓу тие што протестираат од двете страни. Господја Димова, Саздов вели дека не се работи за некаква независна граѓанска иницијатива, дека СДСМ е организатор на протестите на шарената револуција. Знаете што не ме изненадува мојот колега што размислува така, затоа што кај нив реално има проблем во разграничувањето меѓу што е држава, што е партија. Значи, за нив посред политички партии не постои автентично граѓанско општество, затоа што не познават такво и не можат да сватат дека може граѓанското општество да се организира и да се работува со политичка партија, а при тоа да не оди на воденицата на политичката партија во случајот. Не можеме да сватиме дека ние во државата сега во моментот ова битка што се води не е битка меѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ.
Ова е битка за државата. Тука се засегнати граѓаните. Граѓаните се тие кои што ги почувствуваат последиците од 5 милиарди евра што ги изнесовте надвор од државата. Граѓаните се тие кои почувствуваат како изгледа да бидеш измамен на избори. Слушнавме како тоа звучеше на телефонски разговор, че граѓаните се тие кои што на свој грб знаат како изгледа да се прават, да не користам вулгарни зборови, меѓутоа вести по мерка на владачката партија, уредувани од Центарот на ВМРО ДПМН, за Центарот за информации. Значи, ова е многу поголемо од колку битката на СДСМ да се врати на власт. И ако тоа не можете да го видите, мислам дека е проблематично. Видете, на сите протести до сега кои што беа организирани во континуитет, ќе ги видите истите 50 луѓе во првиот ред. Протестираат против топлификација, протестираат против сечење дрва во градот Скопје, протестираат против модернизација на трговскиот центар, на ГТЦ. Еве сега протестираат, Господ знае зашто протестираат веќе. И во тие 50 луѓе напред ќе ги видите Најчевска, Фрчковски, колешката Димова, Петар Шилегов ќе видите, Зоран Заев ќе видите. Што понатаму имам да кажам? Една слика, 1000 зборови. Петар Шилегов, правник, адвокат, фрла боја врз фасадата на Министерството за правда. Поубава слика од тоа има ли за шарената револуција? Нема. Радмила Шекеринска, Зоран Заев. Како може да кажеме дека тоа е независна граѓанска организација, кога во првите редови на таа организација се пратеници, лидерот на опозицијата, градоначалник на општина Струмица и останати други функционери на СДСМ. Можам, ако ми покажете повеќе слики, ќе ви ги кажам и кој од која општинска организација доаѓа. Затоа велам дека не сваќате погрешно. Невладин сектор треба да постои и треба да биде активно вклучен во сите процеси во наша држава. Вистински, реален, невладин сектор. Мислењето на граѓаните треба да биде почитувано и слушнато не само преку политичките партии во собранието, туку и преку нивното делување во невладиниот сектор. Бидејќи постојат голем број невладини организации во Македонија кои што се занимаваат со голем број на прашања. И јас имам соработка со голем број невладини организации кои што се занимаваат со конкретни прашања. Еве да речеме ќе споменам тука Полио Плюс, со кој што имам координација, комуникација околу прашања кои што се однесуваат на заштита на правата на лицата со хендикеп. Аналитика кои што делуваат во делот на безбедността, прашања. Значи имаме ние комуникација со невладиниот сектор. Протестирам. Не е невладин сектор. Протестирам е пандан на СДСМ. Значи дека вие воопшто не оставате ни најмал простор дека тоа може да биде еден граѓански став, дека граѓаните бараат некакви промени, дека од нешто не се задоволни. Веднаш ги поврзувате. Не верувам дека она што го прави шарената револуција и протестирам е искрен автентичен став на било кој граѓанин во Република Македонија, освен на подржувачите и тесното раководство на СДСМ. Сакам да го видиме прашањето на господја Флора, која не успеа вече да дојде тука, но отвара еден интересен аспект околу кој би сакала да го слушам вашето мислење. Господја Мехмети Нуредини, прво вас. Таа вели, ако може да го видиме делопот со прашањето. Вели дали разбудениот граѓанин ќе остане разбуден без разлика кој е на власт. Односно, дали пратениците мислат дека веќе политичката култура во Македонија не е поданичка. Господја Вилца, што мислите ли? Граѓаните. Граѓаните ќе останат будни кога ќе се разбудат наутро, без разлика кој ќе биде на власт, доколку имаат право и можност да одлучат кој ќе ги застапи нив. Верувам дека граѓаните во Република Македонија имале можност да избираат нивни представници, им дале легитимитет на нивните представници и сега мислам дека може да ја следат ситуацијата дали тие искрено ја вршат нивната работа. Доколку се убедени во тоа дека искрено ја вршат нивната работа, ќе продолжат да ги поддржат. Доколку не се убедени во тоа, сигурно дека нема да ги поддржат и изберат друга опција. Сепак очекуваме избори, па тука ќе видиме како ќе излезе после изборите. Јас верувам дека Дуј е спремна за избори и верувам дека ќе излеземе со победа на тие избори. Добро, господине Саздов, значи така не верувам дека било кој граѓанин во Република Македонија делува поданички кон било која политичка партија. Секоја политичка партија во Македонија си има искрени поддржувачи кои што ги поддржуваат нивните политики и ставови и за кои што на избори го даваат својот глас. Има граѓани во Република Македонија кои што за финансиска поддршка
искажуваат ставови, мислења, аргументи кои што можеби не согласуваат Зошто со велите за нивните. финансиска поддршка? Зошто не дозволите дека треба да го сослушате тоа како мислење на граѓани кои со нешто не се согласуваат и дали имате докази дека има финансиска поддршка? 80% од невладиниот сектор за кој што зборува господјата Илиадимова е финансиран од странство. А кога некој ти дава пари да завршиш одредена работа, ти дава и начин како тоа да го направиш. Да ти кажува и треба да како. се заврши, господине Сасов? Па во овој момент она што треба да се случи е промена на власта во Република Македонија. Димова? За момент помислив дека се наоѓам на јади бурек, затоа што прилика тие ставови таму се. Ке ми дозволите, не се согласам со двајцата мои колеги. Прво, мислам дека демократијата е толку чувствителна и не може да во денешно време, во свет на глобализација, треба да имате власт која ќе ја негува демократијата. Значи, мора да имате инструменти со кои што ќе сакате и ќе работите да го чуете гласот на граѓаните. Дали тоа ќе биде преку невладени организации кои што треба да ги поддржувате финансиски и може би точно не 80%, меѓутоа голем дел треба да биде поддршката од нашите средства, затоа што треба да ве интересира што мислат граѓаните. Треба да ги поддржувате на различни начини, со законодавство, со финансиски средства, со консултативен процес во кој што ќе побарате од нив. Тоа се вика инклузивност во градењето на политиките. Мора да чуете засегнатата страна што мисли пред да донесете законско решение. Затоа што ако тоа го направевте, немаше да имаме искуството од екстерното. Или пак немаше да го имаме Скопје 2014. Меѓу другото, значи не постои инклузивен процес кај нас, каде што благовремено ќе го побарате мислењето на граѓаните. А за тоа да го добиете, треба да работите. Значи, треба да најдете механизми со кои што ќе го развивате сето тоа. Што се однесува околу платената граѓански сектор за кој што зборува мојот колега, мислам дека ако јас во собрание на Националниот совет за евроинтеграција со кој што председавам, имав дебата за улогата на организациите на граѓанското општество во процесот на евроинтеграција. Многу интересни се сознанијата. Значи, имавте представници од граѓанското општество, од едната и од другата страна, затоа што и вие поканивте ваши невладени организации, блиски до вашата страна. Тоа така нема да зборуваме за автентични невладени организации. Ја мислам дека како тоа постат ваши наши невладени дека во организации? нивната мисија стои дека тие се лево или десно ориентирани и отворено зборуваат за тоа, значи едно е да се блиски и тоа отворено кажуваат, тоа не е ништо страшно. Апсолутно не е страшно. Па не можеме да зборуваме тогаш за автентично мислење на граѓаните преку тие организации, ако тие се приврзок на политичка партија, односно го копираат истиот став и мислење кој што го има една политичка партија. Тогаш што е потребата да се слушне воопштеното мислење кога имаме партијаници од СРСМ кои што веќе го кажуваат тоа во рамки на конституционските расправи? Мислам дека проблемот кај вас е вие што не правите разлика меѓу политика и меѓу партија. Значи политички став мора да има, тако се граѓански организации. Господине Сазов, партиски став. како ќе го прокоментирате овој резултат од анкетата која што ја спомнав преска во Скопје и Прилеп, велите приврзоци и така натаму, како да не можат граѓаните да имаат свое мислење, па мора да се нечии приврзоци. Далеко од тоа. Тогаш ве молам само за еден коментар на овој резултат од анкетата. Вели 73,7% тврдат дека 4 партии потписнички на договорот од Пржино немаат кредибилитет за решавање на политичката криза. Дали тоа ви покажува еднаква дистанција и разочарување на овој голем процент на граѓани, анкетирани, припадници на таа шарена револуција и движење Протестирам, кое што јас не сакам да наметнувам никаков заклучок, еве каква ќе биде вашето толкување на овој резултат? Ете, станува збор за анкета на 500 луѓе, од кои што 70% кажале дека го имаат тоа мислење, ќе го почитуваме како нивни став, меѓутоа 4 политички партии кои што се вклучени во работата на собранието, значи парламентарни политички партии кои што освоили најмногу гласови на последните парламентарни избори се и како надлежни да го решат ова прашање, особено во дачкото мнозинство. Јас ве прашувам од аспект на тоа што велите дека тие кои што протестираат се приврзок на политичка партија, дека вие имате ваши граѓански организации се да се номинираат нивни. Овде велат немаме доверба во ниту еден од вас партии кои што целиот овој период, ако забележите во рамки на преговорите, не успеа опозицијата да наметне свој став, односно не успеа да покаже и докаже дека она што го зборуваат е така. Ниту за избирачкиот список не успеа никога да убедат дека постојат фантоми. Ниту за медиумските реформи не успеа никога да убедат дека тоа е нешто што е потребно на Република Македонија. Значи не успеваат да го оправдат своето бегање од избори. И сега што велат? Сега велат вака. Ајде сега ќе пробаме да внесеме уште некој на таа преговарачка маса, затоа што имаме повеќе луѓе кои што ќе
се со нас во поглед на ставовите како треба да се излезе од оваа политичка криза. Бидејќи не се способни самите тоа да го направат. Холивуд, да? Ваш коментар на ово? Јас би рекла дека 4 партии кои што преговараат имат и како легитимитет да преговараат, бидејќи тој легитимитет го добиле на последните парламентарни избори. Но и тоа граѓаните не се може разочарани бидејќи не да беа се успешни спори. преговорите од првите Морам обиди. да поправам. Да, Се повеле. 70% од 500 протестирачи. Да, Не да. зборуваме тука за граѓаните. Добро, Граѓаните се за окажале овие- својот став на изборите каде што сме оставили над половина милион гласови. Ме разбирате што сакам да кажам? Добро. Зборуваме 70% од 500 луѓе кои што протестираат. Не можеме да зборуваме за Од 500 автентичен став на анкетирани. некој 500 анкетирани. Извинете, не можеме да зборуваме за автентичен став на некој поширока маса на луѓе. Не, не, Дали ме но дали јас разбирате? можам да ги наречам граѓани тие што се Секако дека се анкетирани? граѓани ќе тоа- почитуваме тоа нивниот беше. став, меѓутоа искрено сметам дека е нерелевантен во поглед на широката Би било слика. многу убаво ако добиам вака еден одговор дека ќе се почитува ставот Секако на се почитува граѓаните кои ставот, што точно. сакаат да го бидејќи Точно. тоа е целата поента на сите овие наши емисии да го слушнеме и да го сослушаме и да се обидиме да го почитуваме ставот на граѓаните како политичари кои ги носат одлуките и кои треба да работат во нивно име бидејќи од тоа могат да црпат Може легитимитетот. нешто тука да се Да? надоврзам. Исто така, јас го поддржувам нивниот став. Меѓутоа, дали тие посочиле кој друг би требало да се приклучи кон преговарачката маса, освен 4 партии? За кого размислуваат? Тоа е веќе сосема друга тема. Познато е сосема дека тие бараат на некој начин да бидат таму сослушани, односно да се слушнат нивните ставови, но тоа е нешто сосема друго. Ова покажува незадоволство на овие анкетирани граѓани, господин Саздов, од досегашната работа. Да го слушаме Павле Станковски кој има прашање токму околу тоа до каде се сега преговорите. Повелете. Што е проблемот со прочистување на списковите за гласање? Година денат се работи, едни викат у реду, другите кошкат, трети не ги признават. Тоа е едно. Тоа у нормални ситуации луѓето би го завршиле за 2 месеца. Оти тука се 3 столба кои милиција, овие од Државната изборна комисија, така, добро. Што е проблемот? Не може да се согласат. Втората ситуација, дали има врска со одлагањето на пописот? Оти почна се попис негде, па се идеше и се стопира. Добро, ви благодарам. И во други емисии имало прашање. Ви благодарам. Околу пописот, значи, на граѓаните се обидувавме, имав исто така пратенички во студиото, да ја објаснеме има или нема поврзаност меѓу пописот и ова што се обидува државата да го прочисти избирачкиот список, но да го испочитуваме господинот кој што го постави прашањето, што е проблемот со избирачкиот список и дали има влијание во тоа не реализирањето на пописот. Да, од вас ке почне. Значи, проблемот околу избирачкиот список е тоа што не можеме да се усогласиме, што е она што треба да направиме. Значи, ние се обидовме како политичка партија, влеговме со добра волја нели во целата таа физкултура околу прочистувањето на избирачкиот список. Меѓутоа, не најдовме на разбирање. На крајот од целата таа вежба испадна дека требаше 5000 дополнителни луѓе да додадеме на списокот, а никој од нив да не се извади од списокот. Исто така бараме, значи не го оспоруваме правото ние на тие кои што живеат во диаспората и во другите држави кои што работат таму, дека тие можат да гласат во државата, меѓутоа бараме нивните имиња да бидат ставени на посебен список, за да знаеме дека нивното право на глас нема да биде злоупотребено. Тоа значи дека ако знаеме дека луѓе по 30 години живеат во странство, а се испоставува дека тука гласале, они воопшто не стапнале во државата, тогаш сметаме дека неговиот глас се злоупотребува за да може нели да владее 10 години ВМРО, да па не во случајот кај нас. Тоа е и проблемот со избирачкиот список. Значи, од наша појдовна страна, ние сакаме да се испочитува законот,
Значи во однос на тие што се од од Албанија, од Пустецот и рековме рече од другите држави, да се испочитува законот и исто така диаспората да се стави на посебен список. И така да се прочисти. Дека е проблем избирачкиот список е проблем. Ако сакате да се навратиме назад во времето, во 2006 година прв Никола Груевски бараше чистење на избирачкиот список. И уште од извештаите на ОПСЕ од 2006 година па наваму, значи во континуитет се појавува, избирачкиот список е проблематичен во Република Македонија. Сега згора на тоа ви кажува дека вие имате 650.000 млади луѓе иселени во државата. Тоа вие кажувате. Не ние, Светска банка кажа и Евростат ги има податоците се на Светска банка и на Евростат точно во Европска унија патем, значи во секој момент знаат кој каде вработат од младите. Значи ги знаеме и каде се вработени. Всушност тие ги знаат, ние не знаеме или може би кај нас по институциите знаат. Меѓутоа знаеме дека имаме многу млади кои што се иселени, што не значи дека немаат право на глас. Нека повелат, нека дојдат, нека гласат. Она што ние го викаме, сакаме да знаеме дека навистина тие гласале, а не некој друг од ВМРО ДПМН, со некоја си лажна лична карта или не знам како. Тоа е проблемот со избирачкиот список. Со пописот е прашање кои што ние го имавме од почетокот, знаете, уште од 2014 година, меѓутоа таа операција ќе трае подолго време. Значи дека се не дека е комплицирано да се соберат значи за 2-3 месеци вие можете да ги соберете анкетарите, да идете од куќа во куќа да ги направите, меѓутоа обработката на податоците бара повеќе време. Се наметнува од страна на ДПМН солуција некаква са компјутерска за да може да се добијат побрзо нели резултатите компјутерските да се направи, меѓутоа да бидам искрена, а мислам дека зборувам во името на повеќето граѓани, немате доверба. Кога немате доверба во политичка партија која владее, кој што ви ги краде гласовите, тогаш како може да верувате дека може да направи попис компјутерски и при тоа да не ви искраде? Мислам, тука се нашите дилеми. Со други зборови, крајно време е да почнеме да работиме малку и на стакнување доверба меѓу политичките партии, меѓутоа исто така и да ги увериме граѓаните дека резултатот од која била операција што ќе се превземе, ќе биде доволно кредибилна за да се уверат граѓаните дека нема од тука да излезе некаква друга игра. Освен Садо? Најодговорно ви тврдам дека не постои никаков проблем со избирачкиот список во Република Македонија. Единствен проблем кој што постои во Република Македонија се вика СДСМ и нивната неможност да победат на избори. И ОПСЕ. Апсолутно никаков проблем нема избирачки список. Ќе ви кажам зошто. Досега Оливер Спасовски беше министер за внатрешни работи повеќе од 6 месеци. Не покажа ниту еден случај во кој што едно лице гласало за повеќе или има повеќе лични карти. Ниту еден. Не се утврди ниту еднашка во ниту еден, а Државната изборна комисија патем ги има сите досега избирачки списоци од сите избирачки места во Република Македонија и таму точно пишува кој гласал, каде гласал и кога гласал. Досега не е најдено ниту еден случај кога некое друго лице гласало за некој друг што е иселен. Бидејќи многу лесно се проверува тоа. Во компјутер ставете Павле Саздов бил ли на тие избори во Македонија? Не бил. Дај го избирачкиот список од тоа избирачко место, заокружено ли е неговото име? Кога тоа ќе го покажа, тоаш можеме да зборуваме дека некој некаде нешто украл во смисла на гласови на избори. Досега ниту еднаш такво нешто опозицијата, а има можност да го докаже тоа бидејќи има свој министер за внатрешни работи кој што имаше пристап до сите овие патоци. Еден случај да извадат да кажат еве да, на тие избори, на тоа избирачко место овој граѓанин бил надвор од Република Македонија, некој друг гласал за него. Вака размислува. Апсолутно не постои никаков проблем со избирачкиот список, исклучиво постои проблем со нашата партија СДСМ и нивната неможност да победат каде што на се избори. злоупотребуваат институциите, бидејќи има гарантираност на гласот. Како може вие да злоупотребувате? Ете, избирачкиот список бил проблем, тоа било проблем, тоа било проблем. Измислуваат проблеми, креираат ситуации за да останат релевантни и за да имаме ваква криза во Република Македонија. За да не излезат и се соочат со граѓаните. 2 пати до сега ги одлагаме изборите. Димова? Зошто? Затоа што едноставно не се спремни да се соочат со она што представува волја на граѓаните.
Јас ви тврдам одговорно и претходно го кажав во минатата емисија кога бев тука. Не постои никаков проблем со избирачкиот список во Република Македонија. 2,4 милиони државјани на Република Македонија, 1,8 милиони запишани гласачи во избирачкиот список. Апсолутно не постои никаков проблем. Уставот наш гарантира право на глас на секој наш државјанин. Дали тие ќе гласаат во диаспората или ќе гласаат во своето место на живење, тука можеме да дебатираме и да измислуваме секакви начини на тоа како ќе им го возможиме правото на глас на тие наши државјани. Меѓутоа, во поглед на бројката на запишани бирачи, во поглед на потоците и нивната конзистентност, апсолутно не постои никаков проблем со избирачкиот список. Колку да нема, мислам, дилема, ова за гледачите да знаат, дека не е та, вака размислуваат, ова уште е доказ дека нас ни е слеа на државата со партијата. Значи, невозможно е вие како министер за внатрешни работи да си земете за право да отварате документи, тоа се вика заштита на лични податоци и тајност на гласот. Значи, не можете вие да влезете и да барате кој каде е Можете подпишан, да поднесете кривична пријава и во рамки на кривична постапка да докажете дека тоа е така. Точно, Што не поднесете кривична пријава? Во судството, каде што и се именувани судите од тефтерчето на горде. Една кривична пријава да тука поднесете. да немаме дилеми. Ама сега друг пат... Барем една. Барем признавте дека пред малку кажавте дека требаше Оливер Спасовски да оди да ги отвара... Кривична пријава нека поднесе, не мора да отвара, ќе отвори истражен судија. Нека поднесе една кривична пријава. Зато ви е комплицирано во нашата држава. Затоа што забележавте, он вика дека проблемот е во СДСМ, а ОПСЕ не го спомнува како релевантна институција. Од 2006 година и јас се обложувам со вас пред цела јавност дека во секој извештај на ОПСЕ од ИХР избирачкиот список е проблематичен. Значи, тоа не е СДСМ, не се ни соросоидни организации. Тоа е релевантна институција која ви покажува дека имате нешто гнило во држава Данска. Добро, прашањето на господинот беше зашто тоа не се решава после толку долготрајни обиди. Вчера, ако добро паметам што кажа председателот на ВМРО ДПМН, рече еве било која методологија нека ја избере СДСМ за да го провери избирачкиот список за кој ние тврдиме дека е во ред. За колкава бројка вие сега зборувате за сумнителни? Проблемот е што кога ќе кажат методологија ќе треба да прифатат после тоа, а тие не се спремни да прифатат. И со своја методологија не се спремни да прифатат пречестување. Тоа е проблемот. Повелете. Може јас да се надоврзам тука. Значи, што се однесува до пописот на граѓаните, тоа е една операција за определување на резидентни граѓани во Република Македонија и не гледам многу поврзано со прочистувањето на избирачкиот список. Имено избирачкиот список своите ботатоци ги зема од регистарот на државјани на Република Македонија, така да ДИК во соработка со другите државни институции си превзеде одговорност да го прочисти избирачкиот список. Јас би рекла кога ДИК ќе излезе со изјава дека избирачкиот список е прочистен, тогаш ќе верувам во тоа. Иако ние тројцата колеги не сме дел од преговарачкиот тим и не знаеме што точно се преговара околу избирачкиот список, иако преговорите се во моментот прекинати, верувам дека набрзо истите ќе се активираат и ќе се изнајде решение околу ова прашање. А што се однесува до колешката Димова, ги спомна гласачите од Пустец. Па да ве потсетам дека за локалните избори гласачите од Пустец не беа проблем за гласање во Кичево и во Струга. Тогаш бевте заедно. Тогаш бевте заедно и тогаш не представуваа проблем гласачите од Пустец. Како не е точно, немојте така сега. Како не е? Тоа е проблем. Тоа е проблем. По устав има право на глас. Не може да представува проблем. Ама сменете го законот да биде тоа регуларно, не е спорно. Ние сме партијници, да смениме заедно, дайте предлог. Кој брани како опозиција да дадете предлог за промена на како сакате вие? Зошто ме прашувате мене за предлог? Ја не разбирам. Тука е проблемот што не само што не е била за власт, вие за опозиција не сте спремни. За територијална поделба, со тоа дојдовте на власт, уште нема ништо спременето. Повелете, мнозинство сме. Ние зборуваме избирачкиот список, повелете дадете предлог. Зошто како опозицијска партија? Зошто ние да дадеме предлог? Вие дадете предлог. Па вие се тие кои што го спорувате. Вие го кршите законот. Јас не го спорувам, вие го кршите законот. Се знае законот кому дава право на глас и каде треба да биде регистриран. Во ниту еден закон не може да живеат луѓе, 170 луѓе живеат на 30 квадрати, мислам, дајте ве молам, законот. Законот смените го вие сте Ова е доказ дека не само што не ги бива за власт, не ги бива ни за опозиција. И на овој начин не се постигна договор
околу она што беше договорено во Пржено и во вториот обид не се дојде дури ниту до лидерска средба, други представници од партиите се обидуваа да го направат тој терен. Така што ситуацијата во Македонија, која што денеска е на дневен ред на Советот за надворешни работи на Европската Унија, останува иста. Нема да имаат некаква измена министрите за надворешни работи за да донесат некој пооптимистички заклучок за нас, а за сега нема и најави дали за Македонија ќе стане збор на самитот на европските лидери на 28 јуни. Очекувавме на таа дата да видиме дали препораката за пристапни преговори на Македонија со Европската Унија останува условена со исполнување на договорот од Пржино, дали нешто ќе се спомне околу тоа. Иако на таа дата ќе се зборува за многу поприоритетни работи за ЕУ отколку за Македонија, сепак нашата работа не е завршена. Дали нешто ќе направиме лето околу политичкиот договор? Видете, договорот од Пржино и сите партии го потпишаа и сите партии досадно ќе го спроведат. Барем зборам за мојата политичка партија, ние сме подписници на договорот од Пржино и ние се трудевме максимално коректно да го почитуваме истиот и да ги исполнуваме сите обврски кои што ги преземавме со договорот од Пржино. Формиравме специјално јавно во собранието формиравме анкетна комисија која што требаше да го истражи скандалот со послушувањето. Извинете, прекинам, имаме цела Државна област за други теми. Дали сметате дека летово може да има поместување напред? Имаме и друго многу клучно прашање, медиумите воопшто не се ни отвори темата за преодната влада. Ете, тоа, значи, сето тоа ќе зависи од сите политички партии. Од политичката волја, тоа е одговорот на сите партии, политичката волја е јасно дека ја нема. Досега ние демонстриравме политичка волја да излеземе од оваа криза. Буквално се што беше договорено во Пржино од наша страна беше досадно испочитувано. Пак ќе повторам. Специјално обвинителство формирано си работи. Анкетна комисија која што колегата Шилегов не ја блокираше во собрание, меѓутоа да не ја блокираше ќе продолжи со работа и ќе имавме извештај. Значи тоа ќе беше една обврска која е завршена. Нов состав државна изборна комисија, повеќе права на државната изборна комисија во поглед на прочитување на избирачкиот список. И да не ги дадам сите други работи кои што досега произлега од Пржинскиот договор и ги реализиравме. На два пати се откажа изборите кои што беа целина, беа дел од Пржинскиот договор. Формиравме и техничка влада, дадовме министри, заменици министри на СДСМ во владата, да партиципираат, да учествуваат, да се убедат дека ништо не правиме спорно. И тоа го прифативме како дел од преговорите и од договорот од Пржино. Значи, буквално од наша страна, ако погледнете, ние во континуитет, сето она што сме го ставиле подпис, го испочитувавме. Тие не го испочитува датумот за избори, на два пати не поднесува листи, одлуката еднашка сменивме во собранието и нормално е дека во една таква ситуација, ние како владеачко мнозинство мораме да вратиме палката назад кај нас. Техничката влада се распушти, односно техничките министри си поднесу оставки кои што беа прифатени. Во моментот имаме политичка влада која што ќе си ја спроведе политичката програма со која што сме следеле пред граѓаните и тие ни дале довербата да водиме оваа држава. И во таа политичка влада ние ќе ги спроведуваме сите реформи за кои што сме се обврзали да ќе ги спроведеме. Како што е извештајот на Прибе и останатите други реформски зафати за кои што сме се согласиле. Оној момент кога СДСМ ќе биде спремен за избори, од тој момент повторно можеме да го реактивираме оној дел на Пржинскиот договор кој што се однесува на техничката влада 100 дена пред избори и така натаму и така натаму. Значи, ќе чекате да се изјасни СДСМ за датум за да може да се направи обид за исполнување на условите за тие избори. Се дека ние немаме датум за избори, како можеме да ги исполниме другите работи кои што се врзани со датумот? Димова? Како можеме да имаме техничка влада сега, кога ние не знаеме дали СДСМ ќе биде воопшто спремен до избори па и 2018 година во редовниот термин? Димова, прокоментирате го ова и еве мене објаснете ми зошто Заев навистина спомнува некаков датум на есен. Значи, кога се виде досега дека поставувањето на датумот не значи гарантирање на исполнување на условите за одење на избор. Искуството досега ни покажува дека дури кога имате утврдено последен рок, краен рок, кога нека утврден датум за кога треба да одите на избори, дека сепак институциите или ДПМН не си ги врши работите за кои што превзел обврска да ги заврши работите. Тоа знае, ево, самата кажавте, медиумите не се ни отворени. Ево, уште вчера пак уште се дрзнува. Не ви забележува дека вие сакате цензура да правите, дека тоа нема да биде дозволено. Значи нешто се зборнало. Да, меѓутоа, видите, законот кој што опозицијата не сме цензура да прави на медиумите. Видите, никој не сме прави цензура на медиумите. Па се разбира дека никој не сме да прави, затоа и се прават согласен став со СДСМ во делот на медиумската сфера за време на избори. Тоа е согласено, тоа го гласавме во собранието, заеднички сите партии. И велите дека е решено прашање. И тоа прашање во делот на изборите е решено. Не е точно дека е решено. А се друго што сакаат да водат во Република Македонија, нека дадат било кој пример од Европската унија,
Ова е Не партиски. разбирате? Да, Значи, тоа е веќе слушнато видено и Нема не да се дозволиме не цензура се на успеа да медиумите, се не постигне смееме да договор. дозволиме такво нешто во Република Македонија. Димова. Напротив, што помалку Мислам- имате регулација кон медиуми, толку подобро за вас. Не, И мислам дека тука треба да сте многу Добро, погласни во мислам, овој дом. ево, ова е Како типично. новинари и како ова е медийни типично за воопшто. ДПМН, нели ве научи како да се вршите работата, бидејќи тие од позиција на власт подобро знаат што е цензура, све знаат, не е проблем. Значи, вака стојат работите. Ние понудивме закон. Законот го прифативме тој кој што беше тука Питер Ван Хауте, заедно со ЗНМ, значи закон кој што обезбедивме начин како да се дојде до избори. За широка и голема реформа на медиумите ќе треба подолго време. Ова сега нас ни треба како да дојдеме до регуларни избори, при што граѓаните нема да бидат ускратени да ја чујат понудата која што се политичката понуда за да знаат за кого да гласат, бидејќи тоа не беше случај во последните 10 години. Постојниот закон тоа го гарантира. Сега начинот зошто тие тоа го одбиваат е тука работа и како е префрлуваат цензурата на СДСМ, тоа е приказната што сте го прочитали ли што законското вие решение што го предложивте? Па таму велите го дека нудите. може Не го агенцијата да предложивме ние. Значи, Таму велите дека ама не агенцијата може да одземе Павле, сега, лицензија може ли на да се телевизија. докажам? Може ли да се докажа? Секако, меѓутоа, еве, кажете што Ама нудите вие ништо што не е подобро кажуваш, за ништо новинарите. цело време, значи го слушнете. Не, добро, тоа е цела Груевски, Симојќа, дискусија не е понатаму, спорно. мислам дека не заслужиле граѓаните да го гледаат тоа што веројатно се случува за затворени врати и што е навистина непродуктивно, би било многу подобро да се размислува малку по-продуктивно во интерес на луѓето поради кои што сте избрани. Кажете ми од аспект на ова што Прашањето што го Така, поставивте така. на почеток, бидејќи се измести и целосно дискусијата, јас би рекла дека дополку нас не е важна европерспективата за Република Македонија, ќе мора да го испочитуваме до точка и запирка Пржинскиот договор. Иако некои го прогласа за мртов или во клиничка смрт Пржинскиот договор, добар дел е остварен тој договор, останува во идниот период да се заложиме сите заеднички да се спроведе до крај Пржинскиот договор. Што се однесува до тоа дали ќе биде тема проширувањето на самитот на Европа, самата Европска Унија сега е пред едно искушение или предизвик, да речам, како ќе биде исходот од референдумот во Велика Британија. Да, и тоа е следната тема, бидејќи ние не можеме веќе да се врзуваме на локални теми. Дозволите само да се доискажам Ајде. преска, значи околу датумите вие што споменавте. Значи има една тука цело време ситуација од кое што ДПМН грчевито се бори да избега во сршта е на проблемот. Се вика специјалната јавна обвинителка. Специјалното јавно обвинителство, се што се случува и зошто се пролонгираат и зошто се текне работата, зошто се смени Спасовски, се донесе Чавков во Министерството, е за да се одолговлекува, за да не може јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство да си ја врши работата. Тоа исто така го покажува и денешниот, пошто го спомнавте, ево ја имам агендата од денес. Ова е агендата од денешниот совет. Тука во делот за Македонија јасно стои. Кажува дека ситуацијата во Македонија е влошена. После 12 април, откако председателот Иванов одлучи 56 луѓе да амнестира и понатаму зборува за влошена ситуација во Македонија. Значи не станува се и се знае кој може да биде виновен за влошување на ситуацијата. Не може да биде опозицијата виновна. Мора да вие сте власт, мора да понесете товарот на владењето. А со тоа и влошувањето. Прочитате во историјата од Пасос каде што велат дека ја поздравуваат одлуката да се повеќат аболициите и дека Македонија треба да се посвети на реформскиот процес. Ама процес. можевме да ја скокнеме таа одлука да не изгубиме 2 месеци, нели? И да немаше ни шарена револуција и се. Тоа Значи е прашање за понесете кој што малку одлучува одговорност. председателот сам. Ние не можеме тука да влијаме неговите одлуки. Сепак тој избран со над половина милион гласови во држава. Ајде да видиме сега што глобалните случувања прават и дали може да влијаат на оваа наша несреќна ситуација која од дома не можеме никако да ја разрешиме со ваков вид на дискусии. Значи, 23 јуни тоа е за само 3 дена британците решаваат дали нивната земја ќе остане во Унијата или не. Анкетите покажуваа долго време изедначеност, потоа покажаа блага предност за оние кои сакаат да излезат од Европската Унија како британци, но после еден
навистина трагичен настан и убиството на пратеничка од Британија, господјата Џо Кокс, ако не се лажам околу името. Анкетите се малку свртени и сега има многу блага предност за оние кои би сакале нивната земја да остане во Унијата. Но што во случај Британија да излезе од Унијата? Нема да одговарате на моето прашање, ќе одговорите на прашањето на Јелена Ѓурич. Повели Јелена. Здраво, добро вече. Ако бевте пратенци од Велика Британија, дали ќе гласате за или против Брексит? Јелена, вие сте британка или Не, канаџанка. повелете? Ако бевте пратеници од Британија, дали ќе гласате за или против Брексит? Со оглед на фактот дека некако мојот имидж е врзан со Европска Унија, мојата борба и лична и партиска борба е врзана за Европска Унија, јас би гласала за останување во Европска Унија, затоа што свесна сум дека Европската Унија не е најсовршената организација во светот, меѓутоа за мене се уште е врвот на развиена демократија. Саздав? Ете, може да се согласиме во нешто со колешката Димова. Исто така и јас би гласал против излегувањето на Велика Британија и сметам дека тој ќе биде исходот на престојниот референдум, дека тие сепак ќе останат во рамки на Европската Унија, бидејќи на светот му е потребна силна Европа да може и економски да парира на сите останати големи сили, тука би ги споменал САД, Русија и Кина. Раздината Европа на никому не води во прилог, бидејќи може секогаш да разгори стари страсти кои што имале катастрофални последици врз граѓаните на Европа извинете во минатото. Така што сметам дека Велика Британија ќе остане членка на Европската Унија, дека овој референдум сепак на крајот нема да биде успешен, а да бев пратеник во нивниот парламент, дефинитивно ќе гласав против излегувањето на Велика Британија од ЕУ. Господин Редини? Исто така, јас доколку имав можност да гласам, би гласала за опцијата остани. И верувам дека и британците истото ќе го направат. Верувам дека на 23-ти ќе победи опцијата остани, затоа што мислам дека голем број на британците ќе се решат да останат, иако мислат дека има свој лоши работи, да речем, останувањето во Европска Унија, би избрале да останат отколку да навлезат во нешто што засега е непознато за нив. Опасностите се најмногу од економски аспект, а оно што е аргумент на тие кои што се за излегување е играње на чувството на гордост и зачувување на сопствениот суверенитет, како што досега стојат работите, но што ќе Меѓутоа, превагне... излегувањето на Британија ќе има и своји последици. Шкотска најавува дека ќе одржи референдум за да излезе од Обединетото кралство. Па има најави дека може би во Чешка, доколку успее референдумот во Британија, евентуално да се организира и таму референдум за излегување од ЕУ. Има една навистина сериозна, вака силна изјава од претседател на Европскиот совет Доналд Туск за Билд. Тој вели дека успехот на Брекзит ќе направи ЕУ да страда, но ќе страда и постојната структура на Европа која го одржува мирот. Тоа се веќе навистина сериозни зборови. Вели зошто е толку опасно, никој не може да предвиди кои ќе бидат долгорочните последици. Се плашам дека Брекзит може да биде почеток на деструкцијата не само на ЕУ, туку и на западната политичка цивилизација. Значи, навистина една историска одлука имаат во своите раце британците. Многу интересна тема од новинарски аспект, но да оставиме простор за граѓаните. Следното прашање Пале Зврцинова. Велете, Пале. Добар вечер. Моето прашање е тоа, дали излегувањето од Европска Унија од Велика Британија би донело повеќе штета или корист за Македонија? Веројатно од аспект на тоа колку ќе биде, да не го дополнувам прашањето, но ако се согласите со мене, колку ќе биде интересот на Унијата веќе свртен кон оние кои што се обидуваат да станат членки или кон своите проблеми? Може да... Да, повеле. Сега, реков на почетокот дека интересот на Европска Унија сега е насочен према тоа како ќе излезе референдумот во Велика Британија. Што значи дека може би темата за проширување ќе се остави да чека. Имајќи во предвид дека Велика Британија е една од трите највлијателни држави членки на Европска Унија, вклучувајќи тука и Франција и Германија, и која што представува еден силен поддржувач на опцијата за проширување, мислам дека ќе има некаков застој и во поглед на тоа дали другите членки кои што очекуваат да бидат приклучени кон Европската Унија ќе има последици во тој поглед.
Дефинитивно ќе биде штета за Македонија ако овој референдум успее од повеќе аспекти. Прво, ќе биде штета за Македонија бидејќи Велика Британија е голем пријател на Република Македонија, искрен пријател на Република Македонија. Тоа го докажале и покажале изминатиот период и во делот на техничката соработка која што сме имале во повеќе полињи, во делот на она што представува финансирање проекти кои што ги реализирала владата изминатиот период и нивното лобирање за Македонија во рамки на Европската унија, признавањето на Република Македонија во билатералната комуникација под нашето уставно име, значи искрен пријател на Македонија и ќе биде штета ако изгубиме таков еден искрен пријател и ја напушти Европската унија. Понатаму ќе биде исто така проблем и за самата ЕУ бидејќи ќе имаат уште едно прашање за кое што ќе се занимаваат пред да се занимаваат со проширувањето. Кризата со бегалците ја имаат се уште е актуелна. Ако успе Велика Британија овој референдум, ќе имаат уште едно големо прашање со кое што ќе треба да се занимаваат, проширувањето, а тука и Република Македонија не само што нема да биде во втор план, нема да биде воопшто во ниту еден план на подолг период. Особено што следуваат избори во Германија следната година. Точно, сега. да. Значи, Дефинитивно ќе проценките се дека на граѓаните во тие земји не им се допаѓа тоа проширување да се зборува посебно во предизборна во предизборен период. Дефинитивно ќе биде на штета од секој аспект ако гледаме, ќе биде на штета на Република Македонија ако успее референдумот во Велика Британија. Иако тие се отцепат, односно истапат од Унијата. Штета што овие дискусии не ги водиме во собрание. Значи, ова е тема за која што требаше ние барем до сега 2-3, барем по матичните тела, да земеме да водиме дискусија што ќе значи излегувањето или останувањето на Обединетото кралство во ЕУ. Од две причини. Прво, затоа што ние сме во фаза на проширување, што тоа ќе значи во проширувањето како вие што кажавте. И од друга причина, ние имаме не знам кој број, колкав број на наше население кој што живее и работи во Обединетото кралство со бугарски пасоши и тоа мора отворено да го признаеме. Меѓутоа, ако се случи да излезе од Обединетото кралство од Европска унија, тие граѓани што ќе се случи со нив? Ќе се вратат назад во Македонија, ќе одат во Бугарија, ќе одат на друг. Значи, отвараме една тема кој што е болна точка и мислам дека едно нормално собрание би требало да дискутира, а не да се занимава со кузне кој пат. Ево денеска го добивме законот за јавни набавки, во рок од неколку месеци 16 пати го менуваме. Дали може Значи, само попрашање да поставиме? Тоа е една работа, а во однос на во однос на проширувањето, мислам дека поминуваме низ тежок проширувањето само како политика е тешко, поминува низ тежок период и дека ако не дај Боже, значи Обединетото кралство излезе од Европска унија, тогаш политичките последици ќе бидат огромни по Европска унија, ќе треба многу време да се собере повторно. Јас ќе ве замолам да прокоментираме нешто што излезе од страна на оние кои ја водат кампањата за напуштање на Унијата внатре во Британија. Се работи за движењето Гласај за напуштање, ако добро го преведувам, движењето се вика Vote Leave. Погледнете сега како ја водат тие својата кампања. Ги информираат своите граѓани дека Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија и Турција се приклучуваат на Унијата сериозно, а господјата е многу загрижена. Значи ние овој нашиот дел од светот е нешто како плашило и уште следниот да го видиме. Ова би се превело, ама не ме зафркавај. Колку пари се дадени за овие земји да влезат. Значи избегајте од ова не ви е потребно. Ова ве молам прокоментирате. Значи, дали е такво мислењето на британците? Ви благодарам за прашањето. Значи, одлично. И се надоврзува на ситуацијата што пред малку зборувавме. Што ви значат медиуми кои што можат да отворат дебата и да ги информираат граѓаните? Граѓаните мора да имаат право да ја знаат вистината, за да знаат како да гласат. Ако забележувате и ако одите на BBC, значи една таква интерактивна страница е, значи сите возможни податоци може да ги добиете. Патам, овие податоци се лажни. Неточни се овие податоци. Не е точно дека 2 милиарди евра Обединетото кралство дава. Исто така неточен е податокот дека Обединетото кралство воопшто дава пари во Европска унија. Има една институција се вика, кај нас се преведуваат како рабат, rebate го викат на англиски. Значи Обединетото кралство е единствената држава во ЕУ кој што се има изборено за така наречениот рабат или rebate, а тоа практично значи дека
Само таа држава, сите пари што ги става во буџетот на ЕУ, може да се ги повлече во делот на кохезионите фондови, во делот на регионалната политика. Значи со ниту едно евро не Ама тоа се тие финансира. отстапки што им ги дозволија за да не дојде до оваа ситуација. Тоа се тие отстапки што ги дозволија за Велика Британија за да не дојде до оваа ситуација до која сега сите му забележуваат на Камерон зошто ја довел земјата пред. Меѓутоа да се вратам на вашето прашање. Значи ваквите пропаганди, ова е пропаганда чиста, базирана врз не врз докази, затоа што ова е лага, можете веднаш да ги расчистите со тоа што ќе одите на BBC и ќе видите дека практично не е тоа така. Сите возможни прашања ви се отворени. Нема што не ви е јасно што нема да ви го разјаснам. Дали да го гледате низ перспектива на работници, низ перспектива на бизнисот, гледате низ перспектива на надворешна политика, евро наспроти фунтата. Значи сите возможни прашања ви ги имаат дадено, ви се на располагање за да можете вие како граѓани да донесете информирана одлука. Тоа што кај нас не е случај. Се вака ли не гледаат во Британија? Не, видите, тие се трудат на одреден начин да представат таква една слика за да убедат дел од гласачкото тело во Велика Британија да гласа за напуштање на Европската унија и нормално во таква една битка користите методи кои што се неконвенционални, па дури еве и лажете, согласувам да не е тоа, не дава толку Велика Британија, не дава воопшто Велика Британија во делот на овие структурни фондови. Така што тоа е политичка порака која што тие се трудат да си ја пратат до своите до своите гласачи, оние кои што треба да донесат одлука дали Велика Британија ќе остане или ќе ја напушти Европската унија. Јас тука ќе цитирам дел од колумната на Джонатан Фриланд, кој за The Guardian пишуваат дека и двете страни, и Брекзит и остани, се служат со методи за да ги застрашуваат нивните поддржувачи. И ова е еден чист пример. Ама зашто би биле ние тие плашило? Изгледа за некој кој што е кандидат за членство во Европската унија, претпоставувам заради таа причина сме ставени. Веројатно првиот дел од емисијата која гледа некој ќе знае зашто сме плашили. Да прашам што до сега нема организирано јавна расправа по прашање. Вие сте председател на... Јас се обидов, не можам да соберам кворум. Сите се зафатени. Добро. Јас се обидов. Бидејќи е навистина убаво вака кога се загласувате во поглед на случувањата на светската сцена, уште еден аспект да отвориме. Тоа е уште едниот предизвик во светот кој што се отвара за неколку месеци. Ќе почнам со анализата на BBC која е навистина интересна и вели постојат 5 причини зошто евентуалниот успех на Брекзит е сигнал дека Доналд Трамп би можел да победи на претседателските избори на САД. На брзина, значи, револтиран електорат, преовладуван или во Британија и во Соединетите Американски држави, Борис Џонсон кој што се залага за излегување на Британија и Доналд Трамп имаат еден популистички начин, ветуваат сосема различни политики, можеби отвараат надеж кај граѓаните. Изгубената гордост се наведува во извештајот, ако Британија го врати суверенитетот, ќе биде почитувана, смета да не одземам време, популизмот, антиглобализацијата. Она што ми остави впечаток е втората причина, или третата не е битно, вели миграција и бегалци. Лоша европска политика кон мигрантите и кон луѓето кои зафаќаат работни места и ја спуштаат цената на трудот. И сега повторно слично на ова цитат, тие ги обвинуваат мигрантите, полесно е да му се налутиш на човек од Македонија или од Мексико кој што ти ја зема работата, отколку да му се налутиш на роботот од Силиконската долина кој што исто така ти ја зема работата и ти го обезвреднува трудот. Но, еве, настрана од тоа, дали и како ќе влие исходот од изборите во Соединетите Американски држави врз ангажирањето на оваа голема светска сила кон Македонија и помагање на земјата на вистина да застане на цврсти нос. Ова е последен круг на одговори. Повеле. Може. Значи пак ќе цитирам насловот на колумната во The Guardian, кој што вели: според вас што е позастрашувачко? Доналд Трамп во Бела куќа или Брекзит во Обединетото кралство? Па после образложува дека тука не постои надпревар помеѓу двете овие работи. Сепак се возможни и двете, и Трамп да влезе во Белата куќа и Брекзит да успее во Велика Британија. Мислам дека тоа не би било добро ни за Соединетите Американски држави, ни за Велика Британија, ни за Европската унија. Тоа ќе има своји последици. Последните ставови на Доналд Трамп едноставно промовираат еден
да речам, нов американски изолационизам. Тој кажа дека ќе забрани влез за сите муслимани во Соединетите Американски држави, па дека ќе изгради зид долж границата за да мексиканците не можат да влезат во Соединетите Американски држави, бидејќи тие биле насилници и силеджи. Па дека нема да дозволи имигранти од земјите кои што вршиле напад во Соединетите Американски држави или земји сојузници на Америка да влезат во неговата држава. Мислам дека со таквата негова риторика и верувам дека тој ќе изгуби на председателските избори. Верувам дека за прв пат ќе имаме жена председател на една најмоćна држава во светот и искрено ја поддржувам, иако немам можност да гласам, ја поддржувам господјата Хилари Клинтон. Ќе ве замолам, бидејќи имавте навистина поголем дел од емисијата во споредба со претедничката ДУИ, за куси одговори на крај се. Многу кратко, значи без разлика кој ќе победи во САД, дали тоа ќе биде Трамп или Хилари Клинтон, апсолутно политиката кон Македонија ќе остане конзистентна, нивната политика долгорочна кон Македонија, кон регионот, кон Европа, и воопшто не е важен во голема мера председателот кој што ќе биде избран на престојните избори. САД се наш стратешки партнер, од секогаш биле, се залагаат за членство на Македонија во НАТО, пред се понатаму Европската унија, ни помагаат преку своите разни фондови да оствариме голем број на проекти во Република Македонија, така што не си искрен пријател, без разлика кој ќе победи, Македонија нашите врски со САД ќе останат исти, можеби во нюанси подобри или полоши, меѓутоа она што представа стратешки приоритет ќе остане понатаму. Јас ќе потсетам назад неколку председателски избори што се случуваа во Соединетите Американски држави, всушност со доаѓањето на Обама. Не знам колку ви е познато, меѓутоа во тој период голем број на think tank организации, на невладини организации од Европа отидоа во Вашингтон да лобираат со транспаренти, да демонстрираат, отидоа и да навиваат практично да се гласа за Обама. Има причина зашто тоа го правеа. Не можеме да глумиме ние дека секој може да живее во својата мала државичка во глобален свет. Многу е битно за цел свет кој ќе биде председател на Соединетите Американски држави. Многу е битно за цел свет дали Обединетото кралство ќе излезе од ЕУ или нема да излезе. И затоа малку чудно кога сме ние заробени во нашата мала државичка, па не даваме ова на ова и не даваме на она, не попуштаме за ова, не попуштаме за она, како да не знаеме понекогаш каде живееме. И тука го гледам и она почетокот на емисијата кога кажавте зошто граѓаните не ни веруваат на политичките партии. Многу е битно да сватиме дека граѓаните мора да ги слушаме. Мора да ги слушаме затоа што само на тој начин можеме да влијаеме не само кај нас, туку и пошироко, преку другите структури и на она што се случува во Соединетите Американски држави, меѓутоа и она што се случува на ниво на ЕУ. Добро, Доналд Трамп не би било според вас, ако исходот е избор за За мене е трагично решение Доналд Трамп лично. Добро. Значи, ова е последната емисија за оваа сезона. Еден кус поглед кој се помина во ова студио во изминатите 24 емисии и даде придонес во споставувањето на оваа граѓанско-политичка дебата. Стотина јавни личности се појавија во втората сезона на Отворено и се соочија со прашањата на граѓаните. Политичари, професори, експерти, граѓански активисти, новинари ги бранеа своите концепти, критикуваа, објаснуваа, нудеа решенија за проблематичните сфери во општеството. Почнавме минатата есен со анализи на политичкиот договор за надминување на кризата и надеж дека до пролетва земјата ќе биде извлечена од политичката криза. Апелиравме за легализација на марихуаната за медицински цели со потресни сведоштва на луѓе засегнати од здравствени проблеми и само за неколку дена беа најавени измени во законот, а сега марихуаната е легализирана. Прашавме каде е сатирата и како до слободни медиуми. Аболициите навратија на политичката криза, а неуспешните партиски преговори на улогата на протестите во разрешувањето на кризата. Инсистиравме на владењето на правото. Имавме дуел на пратеници од власта и опозицијата,
прашавме зошто младите ја напуштаат земјава, каков ефект има екстерното тестирање, дали во новиот опит за решавање на кризата се влегува со научени лекции или се ќе биде реприза на неуспешната реализација на договорот од Пржино. Инсистиравме на јавниот интерес како основа за секој политички чекор. Сето тоа со цел да понудиме платформа на граѓанско-политичка дискусија, да се слушнат прашањата и дилемите на граѓаните и можност оние кои ги носат одлуките да се преиспитаат дали работат во име на луѓето кои им го дале легитимитетот. Овие 25 емисии од втората сезона, во студиото на Отворено се појавија над 500 граѓани и ја креираа содржината на емисијата со своите прашања. Дали искажаниот граѓански став допира до политичарите и креаторите на политиките? Јавната граѓанска критика ја подкрива општата граѓанска свест, чувството за огромната улога на секој граѓанин поединечно во креирањето на политиките во државата и секогаш води кон резултат, особено кога се зборува гласно и отворено. Молчењето се толкува како согласување. Само активни граѓани, информирани за своите права, ќе знаат како да побараат и да се изборат за нивно остварување, а отворено е местото каде тоа е овозможено. Во име на јавниот интерес. Да, во име на јавниот интерес, во тоа име постои оваа емисија. Почитувани, ви благодарам што бевте во завршната емисија за втората сезона на Отворено вечерва. Почитувани граѓани, ви благодарам и вам на присуството во студиото. А вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер и се гледаме повторно на есен. Довидување.